на поетот. Во стихот е спасението. Кога предпочиташ повеќе да молчиш, му се расплетува енигмата во редови на листови бели хартиени, како конецот на вретеното или некоја мистичност, која не завршува со разгадка и не секогаш има нужна потреба светот да ја разбере. Ја употребува силата Божија и на нештата им дава крилја поетски. Свечената критика негова за почит често знае и да му залута во зоната на интимата, да му ровари во скровиштето и мресталиштето од изрази софистицирани, како некоја неписменост збунета меѓу редовите со Рима. Во собата со многу врати, со умно наредени огледала, со оцјеј на лицето негово, не секогаш го пронаоѓа излезот и клучот, но може секое време боговите да ги соблече до кожа гола и егото и тронот да им го згмече од главата шуплива. Не секој ќе открие тајната негова. Некогаш е појасно ако се прочита и на јазик туки. Под мотото мистично поетско, на преобразби на мислите, стихот псалмски на поезијата, го игра секој чеко за секоја мисла поединечно, дисциплинирано и без грешка. Некогаш пак е појасно да се прочита од назад кон напред, како танго аргентинско или танц реторички, колку повеќе е разигран, толку е по-арогантен и по-суетен. Кога множеството нехармонично се нишка, зловолно се создава шумна живост, кој животот вдахнат со перото поетско полека бледне до тотален молк. Плети и венци лаворови и ги метафоризира во евокациите поетски со портрети екзистенцијални, зашто многу добро знае дека поезијата е бесмртна.